Здраво! Онлайн лекција по предметот биологија за 4-та година, гимназиско и средно стручно образование. Во оваа видеолекција зборуваме за клеточните органели, односно нивната градба и функција. Ке умеете да наброите клеточни органели, но и да наведете некои карактеристики во градбата и функцијата, секако ке знаете да направите разлика во настока на органелите кои што се специфични само за клетките на растенијата, односно ги нема во клетките на животните. На првиот слайд гледаме еден пресек на една еукариотска клетка и представа на повеќе органели низ незиното тело. Представено јадро, јадренце, агрануларен и грануларен ендоплазматичен ретикулум, рибозоми, Голџиев систем, микротубули, митохондрија, лизозоми. За сите овие органели ќе зборуваме поединечно и ќе кажеме по некоја кратка карактеристика и по некоја од нивните најважни функции. Прва мембрана со која што ќе се сретнеме е ендоплазматичниот ретикулум, скратеница ЕР, можете и така да ја сретнете на шемите. Станува збор за органела со двојна мембрана, двојна липопротеинска мембрана, која што мембрана се набраздува и формира цистерни, налик цистерни, кои што се нарекуваат ламели и многу цевчиња во систем наречени тубули. Станува збор за органела која што може да се најде во две форми. Доколку на незината мембрана се наоѓаат рибозоми, станува збор за зрнест или грануларен ендоплазматичен ретикулум. Тоа ви е представено долу на сликите од десната страна, еве ги тие зрнести рибозоми нели по површината. Шема е ова, не очекувајте некоја нели квалитетна слика, но е чисто за представа како изгледаат. А од левата страна ги нема тие рибозоми по површината и станува збор за мазен ендоплазматичен ретикулум или агрануларен. А по латинскиот јазик е негација, значи нема агрануларен ендоплазматичен ретикулум. Близок е до јадрото, се надоврзува на надворешната јадрена мембрана и функцијата му е таква. А која му е функцијата? Грануларниот е специјализиран за синтеза на протеини, на полипептиди, бидејќи во рибозомите се случува синтеза на тие протеини. Мазниот е повеќе за синтеза на липиди, на гликоген, нели тој систем на цевчиња и ламели овозможува и неутрализација на штетни материи и така натаму. Тоа се неколку транспортна материја низ цитоплазмата, неколку функции. Следна органела блиска до ендоплазматичниот ретикулум е рибозомот. Станува збор за топчести формации, ги има многу во цитоплазмата или по зрнестиот ендоплазматичен ретикулум. Се сеќавате на нив, сте ги сретнале во молекуларна биологија во втора година, транслација, односно мала рибозомска единица со информацијска РНА, па доаѓаше големата рибозомска единица при активација. Значи, рибозомот е изграден од мала и голема супединица, подединица во превод, мала кои што градат еден комплекс од рибозом. Главна функција синтеза на протеини. Најголем дел од рибозомалната РНА во клетката се наоѓа во рибозомите. Може да сретнете и структура полирибозом. Еве една слика зголемена, да речеме ако овие маливе точки се рибозоми, доколку се во групација, станува збор за полирибозом. Што е специфично за него? Може да искористи една информацијска РНА, а да се синтетизираат истовремено повеќе копии на истиот протеин. Тоа е полирибозом. Следна органела која што ќе ја сретнеме, Голџиев апарат или Голџиев систем или ГС, скратеница може да се сретне, изградена од сплескани торбички, нели мембрански структури како торбички наречени сакули, кои што можат да бидат поставени една преку друга, така се наредени и може да градат функционални единици диктиозоми. Која е функцијата на Голџиевиот систем? Пакување на ензими, протеиди, односно вода од Голџиевиот систем се излегуваат како творби лизозомите, топчести формации од мембрана во кои што има продукти од Голџиевиот систем.
Блиска е до ендоплазматичниот ретикулум, нели, еве на сликата ја гледаме, и зголемена ја гледаме со жолтава боја. Тоа е Голџевиот апарат или Голџевиот систем. Погодувате, следниот слайд ќе биде за лизозомите. Лизозомите се мембрански структури топчести, сферични. Сум го ставил во водници меурчиња, бидејќи меурче е полно со воздух, ова е со течност, а течноста во лизозомите има хидролитички ензими кои што служат за разградување на јаглехидрати, липиди, протеини. Има насекаде лисклеточната мембрана. Следен слайд и следна органела, митохондрија, многу специфична, многу интересна. Биолозите ќе кажат, може да се смета за посебен жив организам кој што живее во нашите клетки како симбионт. Зошто е тоа така? Бидејќи си поседува сопствена ДНА и сама се дели, нели, митохондриите на две митохондрии. Еве како е изградена. За нејзе ќе зборуваме и во клеточно дишење, но еве сакам уште еднаш, мислам за почеток чисто грубо да се запознаеме. Надворешна мембрана и внатрешна мембрана. Тоа значи дека е двојна мембранска творба. Внатрешната мембрана прави набраздувања кои што се нарекуваат кристи. Целта на овие набраздувања е да создаде поголема работна површина. По површината на таа мембрана внатрешна ќе се случуваат многу биохемиски процеси сложени кои што на крајот ќе продуцираат енергетски соединени аденозин трифосфат, горивото на нашите клетки. Со други зборови, митохондријата е централата на нашата клетка, таа ни дава енергија во форма на АТП, кој што нели останатиот дел од клетката ќе го разложи и ќе го користи за своите биохемиски потреби. Внатре во мембраните, односно митохондријата е исполнета со содржина матрикс. Овие црниве звездички се АТП, така сум ги представил чисто шематизација да видиме како изгледа. Има и своји рибозоми, овие црните крупчиња, има своја ДНА молекули, прстенчиња од ДНА молекула. Тоа значи дека си има своја посебна генеза. Нашите митохондрии ги наследуваме од нашите мајки. Нашите митохондрии се идентични, нели, со митохондриите на нашите мајки. Ете и тој податок да го знаете. Наследство од нашите мајки. Мислам дека се ви кажав за митохондриите грубо, зборуваме за нив по клеточно дишење уште еднаш. Одиме понатаму во интерес на времето на следните органели. Микротубули. Тоа се творби од протеин, тубулин, долги тенки цевчиња низ целата цитоплазма, ја држат клетката, ги држат органелите во некаква поставеност, овозможуваат движење на одредени органели. При формирање на делбено вретено се дел од делбеното вретено и служат за движење на хромозомите, кон различните полови, сето тоа е дел од микротубулите. Микротубулите се и дел од трепките, од градбата на трепките и камшичињата кои што служат за движење. И нема на оваа слика трепките и камшичињата, меѓутоа претпоставам дека знаете за што станува збор. Следна органела на која што ќе обрнеме внимание се центриолите. Ова е специфична органела само за животински клетки, тоа запомнете го. Изгледа како звездичка. Се појавува при делба на јадрото, при формирање на делбеното вретено. Реално делбеното вретено е дел со центриолите поврзано, значи движење на хромозомите кон различните полови, тоа е функцијата. Специфична, повторувам, само за животинските клетки. Сега одиме со органели кои што се специфични само за растенија. Сферозом, топчаста органела, која што е изградена од липопротеинска мембрана, внатре строма. Во стромата има масни капки и ензими. Ова органела служи за синтеза на растителни масла и за складирање на растителни масла и ќе ја има највеќе во растенија кои што се маслодајни, сончев, маслодајна репка и слично. Значи сферична органела полна со растителни масла. Вакуола, типична само за растенија, има само кај растенијата. Се обидов да ви шематизирам тука една вакуола. Станува збор за мембранска структура исполнета меур, исполнета со течност, најчесто вода со некакви минерали или
соли или слично, служи за одржување на тургорот на клетката или резервоар. Најчесто ја стиска цитоплазмата кон периферијата, еве ако претпоставиме дека е ова вакуолата овде, цитоплазмата би била околу, блиску до ивиците на клетката. Овие сферичниве што просветлуваат формации се хлоропласти, да речеме тука би било јадрото, па некои органели и слично. Значи, тука се случува се, а ова е вакуолата која што е задолжена за тургор на растението. Освен сферозоми и вакуоли, специфична органела за растенија, претпоставувате и погодувате се пластидите. На овој слайд е представено разгранувањето, односно потеклото на сите пластиди од една основна клетка, од една основна творба пропластид. Не клетка, него пропластид. А се наоѓа во меристемските клетки. Ако се сеќавате од втора година, тоа се клетки кои што се во делба, кои што не се диференцирани, односно со овие клетки се расте. И ги има во овие клетки. Сега пропластидите понатаму се разгрануваат и се разделуваат и даваат, ги даваат сите гранки на пластидите. Нема да ги објаснувам, да не губам време, ќе ја погледнете шемата и ќе ја проучите. Користете го и учебникот секако. Во интерес на времето, одиме понатаму да зборнеме нешто за хлоропластите, односно хромопластите или еукопластите. Хлоропластите се пластиди со зелена боја, по нив се прави фотосинтезата. Веќе наредното видео е за фотосинтеза, чисто кратко, изградени со двојна мембрана, имаат своја ДНК, РНА, значи се способни за саморепродукција. Во внатрешната мембрана прави такви како парички формации, наредени една врз друга, наречени тилакоиди. Тоа се како творби изгледаат буквално како фишек со метални, со монети, а може да бидат групирани во едни така вертикални столбови наречени грани. Целиот хлоропласт е исполнет со матрикс, наречен уште и строма. Тука се случува фотосинтеза, зборуваме за фотосинтеза, реков во следно видео. Хромопласти, пластиди кои што имаат боја од, да речеме, од жолта до кафена, еве ќе карикирам, односно претпоставувате ќе ја има во обоените делови на растенијата со овие бои, во цветовите, во плодовите. Значи, богати со таков пигмент. Леукопластите пак немаат пигмент, се безбојни светли просветлуваат, нивна функција е синтеза на скроп и складирање, депонирање, чување на тој скроп. И на следниот слайд, јадро. Го оставив за крај. Јадрото представува органела со двојна мембрана, во која што е сместен генетскиот материјал или наследниот материјал. И во јадрото има една творба наречена јадренце. Значи, јадро, внатре има творба јадренце. Исполнето е целото јадро со хроматин, а хроматинот беа ДНК молекули, односно хромозоми, ДНК молекули и протеини спакувани заедно во хромозоми. Сите овие пливаат во една нуклеоплазма. Која е функцијата на јадрото? Да управува со активностите на клетката. Како ќе управува? Преку давање информации за синтеза на регулацијски протеини, односно структурни протеини за градба. Исто така јадрото е важно при пренесување на наследниот материјал, наследната генерација, преку делба на јадрото и нова генерација на клетки. Со ова јас ќе го завршам оваа видео лекција. Ви благодарам за вниманието и се гледаме.